Джентлмен магазин е емисија која што се занимава со джентлменство. Но не джентлменство како родова припадност, туку джентлменство како состојба на умот. Джентлмени не се само мажите. Джентлмени можат да бидат и жените. Мажите како појак пол, жените како понежен пол. И пол кој што ги разобавува нели мажите. Ние во Джентлмен магазин секоја втора или трета емисија викаме по некоја елоквентна дама која што го разбира джентлменството како феномен и ни ја разобавува емисијата. Па предлагам оваа емисија да чуеме неколку од тие дами да видиме какво мислење тие имаат за джентлмените и дали нивните мислења се исти или нивните мислења се различни. Останете овие 30 на минути со мене и ќе да знаете. Денес во мојата школа за джентлмени ќе говори една прекрасна дама, тоа е доктор Весна Чемерска Попова. Весна, за старт ќе направиме едно живели, па ќе продолжиме понатаму со се друго. На здравје. На здравје. Да те прашам, како си? Одлично. Со ваков шармантен гостин во нашата семејна винарија, навистина одлично. И од другата страна морам да кажам, со ваква прекрасна гостинка во мојата емисија во вашата винарија, мислам дека ќе имаме прекрасен разговор. Еве за да го разјасниме таа нејаснотија што значи семејна винарија и за на моите студенти по джентлменство да им стане појасно, нели секој джентлмен сака да има винарија и да гаи еден хедонизам, па ќе те замолам да објасниш што значи семејна винарија. Во нашиот случај, семејна винарија значи дека ние виното го правиме со многу голема посветеност и со многу голема љубов. Јас и мажот ми имаме други професии, јас сум стоматолог, тој е фотограф и едноставно винаријата се изгради и започна да функционира без некои други предходни големи бизнис планови. Љубовта кон виното и тоа што во текот на изминатите 20 на години со мажот ми каде и да одиме, насекаде пробуваме, дегустираме ефтини, скапи, вакви, такви, онакви вина, не натера да почнеме да си правиме наше вино. Знаејќи според ова што го кажа дека ги откривате полека тајните на виното, правењето на едно убаво вино навистина бара посветеност и многу љубов, дали мислиш дека ја откривате вистината на виното, дека ин вино веритас во виното е вистината и така натаму? Како ја разбираш таа филозофија и дали мислиш дека тоа е така? Да, мислам дека е тоа така. Не за џабе, тоа така кажано уште од многу одамна. Ние тоа го доживуваме и проживуваме низ винските дегустации. Во нашата мала семејна винарија организираме вински дегустации на кои што нудиме вообичаено 4 вина. Верувајте ми дека кога ќе дојдеме до третата чаша вино или до третото шише вино, душите на луѓето и умовите толку многу им се отвараат, што не можете да ги препознаете дали се тоа истите луѓе со кои што сте ја почнале дегустацијата. Кога го пиете винцето, си уживате со храна, со вино, со пури, со разговор, со музика. Како изгледаат тие хедонистички уживања на едно вино? Так. Ние освен што произведуваме вино, сме и големи гурмани. Многу готвиме секојдневно и различни специјалитети, така што со секое вино оди посебна храна. Има вина кои што се едноставно лесни. Јас што велам кога ќе си дојдете од работа дома, да си го отворите едно шише вино и да си го испиете сами без да има потреба од било каква друга храна. Има и вина кои што се потешки, помоćни и за да ги доживеете вистинските вредности на тоа вино, тоа значи дека треба да се спари со добро сготвена храна. Сега ги спомнавте и пурите, да. Како што овие 4 години од кога ни постои винаријата се воведуваме во тајните на виното се повеќе и повеќе. Во последно време наоѓаме дека и откриваме дека виното многу добро се комбинира со пури. Така како што ја откриваме душата на виното и квалитетот на секоја сорта на грозје, на некој начин се воведуваме и во комбинацијата
кое вино, со каква пура оди. Ти благодарам. Со мене денес имам една дама која што мене ми е посебно драга, една жена која што од Лос Анџелес, Калифорнија дојде специјално и ексклузивно во Gentleman магазин, а тоа е Арта Закири. Арта, ти благодарам што си дел од мојата емисија и што ја прифати поканата да бидеш моја гостинка. Како си? I'm good. I'm good. Thank you for asking and a pleasure to be here as well. Ти благодарам многу. Дали може на кратко да ми кажеш кој е Арта? Well, in short, I Yeah. am a serial entrepreneur and an HR strategist. I founded the company True Talent, through which I do HR and recruitment strategizing and consulting to a variety of different companies throughout the US. I also have an electrical business, so a construction company local in California, one of the few licensed women in electrical in California, and the only licensed Albanian woman in the whole US, which is pretty cool. Also, I just recently organized my first TEDx event, and I'm a TEDx organizer as well. So there we go. Калифорнија, Скопје. Да сакам да направиме една паралела затоа што ова е нели сепак Gentleman магазин. Джентълмените во Европа и во Македонија сите ги замислуваме некако облечени вака одело, лептирмашна, но Калифорнија на топла земја каде што луѓето не многу често се облекуваат премногу, нели, одат и поразголени. Дали и покрај тоа што не носат толку многу одела, постојат джентлмени во Калифорнија и во Лос Анџелес? Absolutely. I mean, California has one of the nicest, most well-spoken and well-mannered people from the whole US. New York is kind of known for more aggressive people, but California is everyone just acts amazing there. They don't dress as well. They're not always in a suit and tie, but you'll find them mostly with sweats and shorts and probably sneakers, but they're 100% gentlemen, and definitely can find one of the nicest people there, of course. So. А кога би можела да направиш еве паралела помеѓу бизнис светот во Америка и во Македонија, можеш ли да издвоиш добри и лоши страни? Каде е подобро, каде е полошо? Oh, that's a tough question. I mean, I'm sure that everyone has a dream that America, in terms of business, that they're ruthless and they're, you know, always looking out for their own interests. But honestly, that's not the case. I feel like a negative of what we have here is that. Here in Macedonia, I've noticed that people do look out for their interests more. They don't work as much as a collective. But in the US and especially in California, everyone is very, very, very supportive. Everyone wants to be successful together. The more successful people there are moving forward, the more of a chance the next person has, and the more success they have personally too. So I feel like if you're raising as a society and as a city, as a collective, then overall you'll be a lot happier and a lot more beneficial in terms of work and business. И за крај би сакал да те прашам, кога ќе направиш една паралела повторно помеѓу Калифорнија и Македонија, каде има навистина повеќе джентлмени, во смисла не само по аутфит и така натаму, од внатре, значи кога навистина ќе се замислиш каде се поголеми джентлмените, таму или тука? Be honest, please. Honestly, there's more gentlemen in the US, but I will say when I compare Los Angeles with Macedonia in terms of dressing, a lot more well-dressed men are here and gentlemen are here. So you guys definitely go further with that. And I've been, you know, getting to know more and more gentlemen in terms of their inside and their characters as well. And I just look forward for us to keep moving forward and doing better. That's a good, you're a good diplomat, you know? Yeah, try to be. Политички одговор. Ти благодарам што беше дел од мојата емисија. Thank you so much for having me. And yeah, I look forward to seeing your successes and moving forward. Да, заедно сме посилни секогаш. Awesome. Благодарам. Yeah, thank you. Виното е вистината и кога човек пие вино,
изгледа убаво одвнатре. А кога човек изгледа убаво и однадвор, тогаш добиваме една комплетна слика на джентлмен или дама. Не случајно го кажав ова затоа што денес со мене имам чест да говорам со една вистинска дама која што модата ја разбира многу повеќе и многу поинаку од другите луѓе. Велат дека модата е начин, облекувањето е начин да се изразиш без да проговориш. Ми се чини дека ова е реплика на Шанел и изјава. Дали Тања се согласува со ова? Апсолутно да. Ја ке кажам и можеби не подобар пример, меѓутоа пример кој што мене ми го обележил, значи ми направо влез во модата Девид Бови. Тој е човекот, односно ликот кој што точно има сватено дека нели модата е начин на себе изразување, една моќна алатка како да си ја покажеш својата индивидуалност. Така да апсолутно се согласувам и со Шанел и со Бови. Кога станува зборете за джентлмените во Македонија Добро. и македонските мажи пред се, колку сметаш дека македонскиот маж обрнува внимание на својот изглед, на својот стил? Мислам дека тоа се случува во последните години и мислам дека тоа се случува повеќе со новите генерации, со помладите генерации, за разлика нели од постарите, каде што може на пример да се избројат на прсти, ако веќе збориме за личности кои што јавно ги познаваме и така натаму. Не можеме да генерализираме нели повторно затоа што го знаеме она што ни се пласира, така она што не се пласира не го знаеме. Меѓутоа порано беше тенденцијата нели да се има еден костим за на свадба или за некаква друга свечена прилика и така натаму. Жените биле тие од кои што секогаш трошеле, мажите биле задоволни со едно поексклузивно парче и другото нели за секој ден. Меѓутоа мислам дека денеска тоа е навистина сменето затоа што и секојдневната мода и уличната мода зема голем замав, што е доста интересно како феномен, нели? И новиот маж, мислам дека тоа навистина добро го приметува и се труди да го следи трендот или па да посакува да биде нели добро облечен за секоја пригода. Но пак ќе кажам, мислам дека тоа е кај поновите генерации. Постарите генерации векако нека се претопија во она што го носеше комунизмот, социјализмот, транзицијата и така натаму. Ќе ти се заблагодарам тука, навистина ти благодарам многу што беше дел од нас и што ни ги сподели овие прекрасни ставови, мислења и не разубави се твојата прекрасна енергија. Благодарам многу на поканата и се надевам дека јас навистина се чувствував пријатно. Благодарам. И благодарам. Фала. Да наздравиме во тоа име. Да наздравиме. Живеле. Видовте, така? Неколку прекрасни дами кои што го разбираат джентлменството на еден начин. Ќе видиме уште неколку дами што го разбираат джентлменството на друг начин. Но, во меѓувреме ќе погледнеме школа за джентлмени каде што ќе можеме да видиме и чуеме интересни совети за трасирање на джентлменскиот пат. Останете со мене и со Джентлмен магазин. Се напивме по неколку чашки добро вино, се разбира по една, и каснавме многу добри мезиња. Како тоа се прави на вистина, ќе разбереме денес од Симона. Симона, пред себе сакал да наздравам со тебе. Сега ќе те прашам, како се сервираат таските? Дали прво оди месото, или прво сирењето, или воопшто нема правило? Па може и да нема правила, правилата ние си ги правиме. Пред се квалитетно нешто, сиренце и пршутка, како што јас сега ќе сечам. Тоа ќе биде кај нас сега правило, квалитетот и споредбата со вино, како ќе биде, што од прилика ќе сакаме. Ќе направам мала даска, каде што ќе се стави неколку вида на сирење, каде што ќе има пикантно сирење, сладко сирење, и такво вино каде што е десертно. Ќе има и со лукче нешто, ќе имаме и многу квалитетен пршут. Добро, едно прашање што ме мачи и мене, а ги мачи и сите, дали треба да се сече на потенко или на подебело? Зборувам за пршутот, за да се долови оној вистински вкус. Во прашање е секогаш различниот вкус, кој како сака да го конзумира тоа. Според мене е потенкото, најтенкото, прозирното скоро. Тоа е за подобро се почувствува вкусот. Дали може да демонстрираме, па да го продолжиме муабет? Може. Повеќе. Полека да не се пресечи само. Значи, ова е таа тенкост што треба да се добие, нели? Да, јас би сакала и уште потенко. Добро. И на крај ќе демонстрираме која е таа дебелина што ја добиваме ние тука. Мислам дека е доволно. Да. Да. Одлично.
Значи колку е потенко, толку повеќе го добиваме вкусот. Тоа е според мене и според многу други кои што мислат дека ова е некако така прозирна дебелина. Одлично. Да. Ова е пршута многу квалитетна и сега вака, да ја наредам даската. Оваа даска ќе си ја земам ја за дома само да знаете. Може слободно. Да, со се даска со се. Не, оваа даска може ние да се изедеме. Така, Со може и виното, така. а за дома ќе има нешто друго. Ова е пршутка така наредено, некогаш како во цветови, некогаш во стармички, било како. Ова е моментално сега козјо силенце, Добро. поквалитетно. Со што е ова сега Овчо. зеленото што го гледаме? Ова е млад кромиц, роловано младо силенце, да. Браво. Имаме и нешто со црвено, тоа е. Ова е со чили, ова е пикантно нешто. А го пробав тоа, да. Да. Значи Да, оваа да, даска со сега се препорачува со црвено вино, претпоставувам. Да, може и за бело, зашто да не. Да. Тука кој како секогаш милува. кој како сака. Меѓутоа за црвено обавезно. Секако. Добро. И како скептик, некој што има дека сирењето благо не е убаво сирење, сосема грешат, треба да проверат, да пробат, да почувствуваат во комбинација со вино како оди тоа. Фантазија. Вака некако би требало да изгледа една. Вака да, наједноставно нешто, меѓутоа што убаво ќе оди во прилог со вино. Една даска во која што ќе уживаат джентлмените. Да, токму така. Еве вака ќе ставам некои стапчиња каде што може полесно се послужиме. Ти благодарам на вистина за издвоеното време и за овие прекрасни совети што ни ги даде. Би сакал да те прашам, што за тебе представува вистински джентлмен? Пред се маж кој почитува жена, дама, кој знае да се однесува правилно, кој си има своји манири и кој е одговорен човек прима сите. Ти благодарам. Здраве на вас. Малку поинакво издание настрана од градската Бучева, тука некаде во мирниот дом на нашиот гостин, кој што на вистина прекрасно ме изненади. Додовме тука и не пречека едно прекрасно изненадување, а тоа изненадување се вика Сезен. Сезен, hello, and I'm really pleased to meet you. This is a really pleasant surprise. So how are you? Thank you. It's my pleasure. I'm very good, expecting my third daughter and enjoying the period here, of course. Sefer told me that we are gonna come here into your house and that there'll be some surprise, and this is the surprise and it's really pleasant. He said that we are gonna drink some traditional Turkish tea. Yes, This is it? yes, this is our traditional Turkish tea I Yeah. would like to offer you. Thank you. We drink every day Turkish tea. This is a must. We start our day with tea, like you start your day with Turkish coffee. Yeah. Actually, That's it. we start the day with Turkish tea and continue with Turkish coffee. Yeah. And it's a must in our culture, in our tradition, and we continue it in our home actually. It's really nice. The English people have the word gentleman, the Turkish people have the word bey. Bey, Yeah. yes. So Žarko Bey gonna drink Turkish tea. Yes, afiyet olsun. Yeah, thank you, Na afiyet zdravje. olsun. Yeah, follow you. So I want to ask you a few questions. Yes, please. Is Sefer a gentleman? He is. Yeah? He is indeed. I mean, there is the impression of a Balkan man, Yeah? but I have to say honestly, not because he's my husband. He's really a gentleman. Yeah. Because of his manners, his attitude, outside and inside. Yes. This is very important, I think, and he shows that as much as possible, really. Even he's busy, even he has a tough program every day, he let me feel very valuable. Tell me, what's the meaning of the word gentleman for you, or bey, maybe? First of all, a man with very good manners, who knows how to treat women especially, and to be polite, to be kind, to be helpful. As I said, also at home, he's very, very helpful and he's very thoughtful, and this is very important, I think. And the most important thing what a woman needs actually is to feel safe and valuable.
That's a really nice story. True gentlemen will do anything for love, like Sefer did. So tell me, how do you find Macedonian men to be gentlemen? Are they gentlemen enough or not? In general. In general, what I saw until now, I wish that Macedonian people are helping more their wives, their partners. This I would suggest to the Macedonian people. Really, the Macedonian women, they are very strong. Yeah. They are doing everything at home. They are working. They are very beautiful. It's not easy. I just would wish to Macedonian men that they are sharing the responsibilities at home with their partners, and to, how can I say, that the woman is really feeling that she is the queen and Yes, of course. More valuable. And it's a good message, така да македонци слушнавте што треба да направите за да ги направите вашите жени среќни. Не заборавајте, жената е вашата кралица, но и вие мора да бидете нејзин крал. Mais tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco. De te faire changer, oui, j'essaie. Mais chez toi, tout est si fait. Tu ne jures que par les carreras, les ferrats. Не заборавајте, вистинскиот маж секогаш ќе го запамти роденденот на својата жена, но никогаш годините. Учете од најголемите, учете од джентлмените. А денес имам прилика да говорам со една дама која што ми е посебно драга и како пријателка и како соговорник, а тоа е Маја. Добар ден. Добар ден, Жаре, ти благодарам за прекрасната најава. Како сум одлично. Убав амбиент, убаво време. Малку ладничко може би, ама? Па не, во најава е летото. Да. Во најава е летото. Вака ќе продолжам со најавата, значи жена предприемач, мајка, моја колешка како ТВ водителка. Како успеваш да се снајдеш во овие улоги и кој од овие три ти е омилена? Интересно. Како успевам? Знаеш, тоа е исто како да го прашаш танчерот, дали како знае да танцува и како танцува, затоа што танчерот и танцот се исто. Така и јас. Знаеш, кога си во склад со работите кои што ги правиш, кога си се идентификувал со улогите, кога знаеш дека тоа го правиш со цела своја страст, љубов, тогаш нема сноуѓење, тогаш само танцуваш. Дефинитивно. И, како и секој танчер, така и јас на крајот на денот би сакала да добијам некоја заслуга и аплауз. И на крајот на денот тоа ми е насмевката на моите деца, пријатната поддршка од пријателите, понекој топол збор од сопругот, така да танцот, се е во танцот. Баш ми е мило, добро срочено. Кажи ми, кога сме на тема успешни мажи и жени, Балкан и така натаму, дали сметаш дека тука на овие подрачја мажите се плашат од успешни жени? Малку е тоа да се каже тешко се плашат, затоа што тоа е голем збор. Може би се само малку резервирани, заради тоа што се уште жените некако посуптилно влегуваат на таа сцена, но не верувам дека се плашат. Од мое лично искуство не се плашат. Напротив, мислам дека не го гледаат така како пречка, туку го гледаат како можност за поуспешна соработка, за развивање на други настапи, затоа што сепак жените поседуваат нешто што е малку недостаток кај мажите, тоа се оние меки вештини, онаа поразвиена емоционална интелигенција и тоа во бизнис круговите и како е баш добре дојдено, затоа што прави едно цело. Така да не верувам дека се плашат, може би се само малку резервирани. Во сите овие зборови што ги кажа, што навистина се со голема тежина, спомна еден збор што мене ми е лично омилен, тоа е љубов. Да. Како ја доживуваш љубовта? Колку сметаш дека таа е клучна за среќата на еден човек? Љубовта е најголемата енергија која што не движи. Ние без љубов не би биле тоа што сме. Тогаш не би биле ни човечки битија. Нема нешто што тоа ти е исто како за джентлменот. Може да се стилизира, може да стане, да добие некоја репутација или позиција во општеството, но доколку внатре во себе ја нема таа склад, тој мир, таа љубов и да го прави тоа и секој човек да биде исполнет на крајот на денот од љубов, тогаш се е тоа технички, некако инженерски, некако наликува на роботика.
Значи, љубовта е тоа што не движи, тоа што не инспирира, тоа што не мотивира и само мотивира и што мотивира останати луѓе. Така да, јас како само мотивирачки човек, кој што секој пат црпам одново и одново мотивација од себе, секој пат првата искра ми е љубовта. Љубовта кон одредени личности, љубовта кон дадено действие, љубовта кон целиот овој живот, значи во магијата на животот. Така да љубовта е се присутна. Кога го одржуваш духот млад, телото може само да го прати тоа и да изгледа вечно младо. Велат дека чевлите се она што жената прво го забележува кај мажот. Дали е тоа така и ако не, што прво маја забележува кај мажот? Така велат? Така велат, да. Тоа е една Така стара велат. америчка изрека. Што прво, знаеш, не можам да кажам дека не го забележувам оној стилизираниот дел, сепак убаво е кога ќе се види стилизиран маж, но мислам дека јас прво што забележувам кај еден маж е држењето на телото, насмевката. Сакам ведри луѓе. Сакам да се насмејани, кога зборуваме онака дисоцирано, кога го посматрам. Добро, да, окей, добро. А кога веќе би имала комуникација, многу сакам непосредност, сакам одмереност и духовитост. Многу убаво срочено како дефиниција дојде, да, еден прирачник. Се надевам дека ова го запишувате, да, така. Колку жената треба да му сугерира на мажот кога станува збор за облеката и колку Маја го прави тоа? Маја не го прави. Не, познавајки, ова е нешто лично што ќе го споделам, јас давам сугестии дури кога не треба. Така да позната сум по тоа, некогаш се воздржувам, но тоа не го правам во никој случај со задна намера, тоа е заради тоа што јас по природа сум визуелец по некоја класификација и секогаш сакам да е се фино средено, естетски подредено и многу често знам да сугерирам, ама го правам тоа добронамерно и често на мојот сопруг му сугерирам, дали при изборот на облеката или при промена на стилот, но мислам дека предолго време сме заедно и тоа го сваќа добронамерно. Малку на него му е потешко да направи промена од еден стил во друг, затоа што си има веќе свој дефиниран стил, но гледам дека добро му доаѓа кога ќе му сугерирам, ама сугерирам. Уште за крај ќе те прашам, што би им препорачала на македонските мажи кога станува збор за однос кон нивните жени? Што би им препорачала? Долга тема и дискутабилна, знам, ако можеш да издвоиш. Видете ги, слушнете ги сопствените сопруги, девојки, жени, бидете тука за нив. Значи некој пат не станува збор дека треба да се направат големи работи. Убавината е во малите нешта, а малите нешта почнуваат со тоа да бидеш слушнат, да бидеш виден, да добиеш поддршка кога треба и да знаеш дека припаѓаш некаде каде што некој ти го чува грбот и тука е на твојата рамо. Така да поддршката, љубовта и сепак на крајот на денот да бидеме едни за други тука заедно. Така е, големината е во малите нешта, не заборавајте. Ти благодарам што ми беше гостинка, што ми ја разубави емисијата и овие кадри. Па и ова место, како да ти кажем. Ти благодарам на вистина, се надевам дека ќе продолжиш да го правиш тоа што го правиш така како што го правиш и ќе си го продолжиме разговорот позади камера. Да. На здравје. The years are alive with the sound of music, with songs that I've sung for 1,000 years. The years are alive. И како што ви најавив, дами и господа, со една прекрасна дама на копно, конечно сигурен, со еден прекрасен душевен поздрав кој што ете Јана секогаш знае да го погоди и мене да ме погоди дефинитивно. Жена змај што би се рекло. Јана, како си ми? Одлично. Баш ми е мило затоа што од Охрид на Бродче со еден прекрасен музичар, со еден џезер, некако тука исто се враќаме и продолжуваме со џез музиката која што е еден од најдобрите периоди во светот, а и музиката како универзален јазик за поздрав и за конектирање фреквентно е нешто најубаво. Сложно сум. Да.
Многу ми е мило што ете конечно успеавме да се видиме, да се договориме заради многуте ангажмани и презафатеноста нели на од двете страни. Па сакам да те прашам, како се чувствуваш моментално тука? Сега. Моментално тука сега се чувствувам... видиш како конкретно прашање. Пара брз одговор. А мене првиот збор што ми дојде ми беше еволуирано, не знам зашто. Се чувствувам еволуирано, освен што пројде пролета, летото сериозно чука на врата со температурите што почнуваат да не малтретираат веќе станува непријатно. А јас се чувствувам еволуирано. Па тоа е добро, видиш, затоа што можеби се немаме видено долго време и оваа средба може да биде еволутивна за двајцата во секој поле, значи денот ќе биде во секој случај. Ќе бидам конкретен и ќе те прашам веднаш, што за тебе представува поимот джентлмен? Поимот джентлмен за мене представува машки субјект, возрасен машки субјект, значи маж, не дечко, не момче, кој што е во контакт со своите морални и етички норми, во контакт со Бога и сето тоа знае да го умешно да го искористи во секојдневното комуницирање со жените и со мажите. Дали мислиш дека во Македонија мажите ги поддржуваат жените во остварување на своите амбиции? Вака. Сметам дека се уште пак ќе ги поделиме работите на тоа каде што се случува. За жал во Македонија сметам дека се уште живееме во патриархално општество, не секаде, меѓутоа во главном. Сметам дека тоа е длабоко вкоренето во културата, во етносот на македонското живење. И дури сега некако чувствувам дека полека овие новиве женски генерации се побунтовни, поборбени и не се оптеретуваат со тие некои работи што сме се оптеретувале, со кои што не оптеретувале нашите мајки и баби кога сме биле ние мали, тоест млади. Затоа ги имаме ваквите гости да ги кажат овие работи во емисија за да машката популација го чуе цело тоа. Факт е дека джентлменството потекнува прво од домашното воспитување. После е многу полесно. Меѓутоа, дури ако се растени потенцијални джентлмени без некои джентлменски лекции од дома, улицата е цел универзитет. Значи на улица ти кога ќе излезеш од дома, кога ќе влезеш во школа, значи многу брзо се учи како да бидеш джентлмен. Улицата, ако не знаеш како, улицата сама ќе те научи. Да. Што сакав да кажам, дали кога патуваш кон Белград, кај родното место твојот сопруг, кога некоја си работела Белград, дали има можеби некоја паралела, можеш да направи джентлмени таму, джентлмени овде? Има ли некоја драстична разлика или нема врска? Генерално зборувам. Па нема драстична разлика. Мислам зависи во кој ресторан или во која биртија ќе влезеш. Тука сме некаде. Балканот горе-доле функционира тука на едно ниво. Само што се некако врз Србија се е некако како хиперболизирано. Ако е некој фантастичен глумец, тогаш е фантастичен глумец со хипербола. Ако е некој кретен, тогаш е. Ако е така доживувам Србија откако сум мала, откако сме оделе со моите на лето одевме во Белград. Ќе бидеме месец-два кај роднините. И секогаш ми било некако како Скопје, како дома, само
И мислев дека кога бев мала мислев дека сите големи градови се такви, а не беа. Мислам дека Белград и Скопје имаат баш некоја посебна конекција како да се брат и сестра. Воздухот слично мирис. Тука некаде пред крај сакам да те прашам, што би им препорачала на македонските мажи во однос кон нивните жени? Што да променат и што треба да се случи за да станат подобри? Знаеш како? Македонските мажи имаат тенденција да се срамат да научат нешто ново. Тоест, таа комфорт зона во која што се научени да живеат им одговара и длабоко во себе чувствуваат, знаат дека не се во право туку, дека жената не може се сама. Знаат дека мора да помогнат во домаќинството. Тие што се поинтелигентни, побрзи, поемпатични, се фаќаат за тоа и почнуваат да учат. Многу лесно се учи со прашањето дали ти треба помош. Што да ти помогнам? Сега тука доаѓаат жените, па чекај, ти не знаеш како е да... Тука и жените треба да научат како да примат помош. Значи, кога ќе му дадеш задача да тропам без врска, да испржи јајца, нема да му се качиш на глава за тоа како се испржени јајцата првиот пат. Вториот пат ќе го пофалиш, браво, супер, одлично. Вториот, третиот пат веќе се фаќа ритам. Да им порачам на мажите да бидат емпатични кон своите жени. Знам дека правилата се сега така, како што се, меѓутоа светот еволуира, оди напред. Да не остануваме кромањоци. Одлично кажано, Јана. Се надевам дека ова ќе го слушнат и не само што ќе го слушнат, ќе го разберат тие што треба да го разберат. Ти благодарам што ми ја разубави емисијата, што ме врати малку од тоа размрдано кајче тука на копно, да се чувствувам сигурно, што си поправивме вакви муабети и се гледаме во наредна прилика повторно. Ти посакувам најголем успех во свет. И јас те исто. Интересни мислења, интересни ставови, различни мислења и различни ставови, но една тема – џентълменство. Ние во Gentleman магазин ќе продолжиме да се дружиме со прекрасни дами со вакви или онакви ставови за џентълменството. А вие останете со Gentleman магазин и македонската телевизија. But I didn't see